предмет е моја збирка поезија составена од сестра. Одлично. Здраво, Крис. Хај, здраво. Кажи ми, зошто го избра овој предмет? Затоа што е многу значено тоа што сестра ми го има направено. Као буквално копала низ мои стари белешки, поезии, се што сум запишувала. И одзело многу време се тоа да го дигитализира и да го срочи во нешто што има многу големо значење и за мене и за неа. Дали ова значи дека она си баратала по твои фиоки и приватни ствари, како се усеќаш во поглед на тоа? Искрено немам проблем со сестра ми да буричка низ моите ствари, повеќе имав проблем мајка ми кога ми ги читаше дневниците, така што тоа е мојот генерален проблем. Сестра ми нека чита. Песниве ми се пишувани од прво до пето одделение никаде, така што иако има некои песни што се малце језиво свесни, ама генерално не сум имала некој искуство што кузне што би ја шокирало сестра ми, не знам, сум била нервозна од моите сите. Нешто што ми е многу интересно од ова што го раскаже, таа динамика на постара и помала сестра и затоа што баш толку се посветила во тоа да ти состави нешто што е од твој збор што произлегува, се гледа дека на некаков начин се градела и угледувала кон тебе. Ми интересира како гледаш ти на тој однос, особено во поглед на овој предмет што очигледно и неа многу значил. Јас и сестра ми пораснавме буквално како јас на неја читам книги, што Хари Потер, не знам, бајки, сказни, сум ги читала на глас. И никош не сум читала моја поезија, ама знаеш што значи за мене пишаниот збор. И убаво од нејзина страна што некој начин тие овие заеднички моменти на пишување на читање ги има сплотено во еден ваков подарок. Дали се осеќаш дека ова ти е некоја као идентитетска нишка што те води низ животот и као се осеќаш во поглед на пишувањето денес, пошто си почнала со поезија како и многу други луѓе? Да, среќа стопрев со поезија пишување. Као не пишувам веќе, мислам дека евентуално повеќето од нас треба да запреме да пишуваме поезија, така што 6 одделение за мене беше пикот и толку. No! Гледај сега, би било неподнослива ако продолжам да пишувам поезија, која јас не би можела, не се гледам во тоа. Ти си супер, јас не. Јас продолжив да пишувам есеи и текстови и да, пишувањето се уште е многу голем дел од мојот идентитет. Затоа сега почнувам да работам на моја книга, се уште творам и пишувам и самиот факт дека ќе видам дека веќе на некој начин имам реализирано моја книга, кога веќе ја имам напишано, само сестра ми ме потсеќа тоа и кога ми кажува дека можеш ова да го направиш, кога веќе никој го направил.